Еве ја нашата колешка Ивана Крсевска-Јановска гледам подготвена. Ке ја кажам добро утро и ќе оставам на тебе да ни најавиш што е она што ќе изучуваме, нови вештини, учење низ игра и така натаму и за што конкретно се работи. Добро утро за тебе уште еднаш и за гостинот кој што ќе го имаме во ова линковско вклучување. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Ве поздравуваме од STEM Академијата, каде што се изучува технологија, математика и сите вештини за тоа како децата да се справат со предизвиците кои што го носат секојдневието, односно како да се научат да размислуваат иновативно, но повеќе за тоа што се нуди STEM Академијата, какви се вештини можат да научат тука децата, нели на страна од формалното образование. Ова утро ќе разговарам со извршниот директор на STEM Академија, Жарко Попилиев. Жарко, добро ви утро најнапред. Добро утро, ви благодарам што дојдовте и така, оце да поразговараме утрински. Да, убаво е кога имаме алтернатива, односно кога имаме каде да ги однесеме децата вон формалното образование, да научат нешто ново, односно оно што е најважно како да се соочат со предизвиците, но и како да научат иновативно да размислуваат, па еве што се нуди во STEM Академијата. Добро, STEM Академија е најстара организација која што се бави со STEM образование. STEM е акроним од Science, Technology, Engineering и наука, технологија, инженерство и математика и ние сме единствена организација која е глобално акредитирана за STEM образование. И бидејќи формалното образование е направено уште, мислам насекаде во светот е тој проблем е направено пред се во време на индустријската револуција, каде што има потреба од луѓето директно да влезат во производствениот процес, меѓутоа денеска ситуацијата е сосема друга. Сега веќе повеќе се цени знаење, повеќе се цени информација, повеќе се цени технологија и така натаму. И ние како STEM Академија работиме повеќе на стекнување на оние технички способности, меѓутоа практична примена на тие технички способности за наука, за технологија, инженерство и математика, меѓутоа со посебни коучинг техники ги спремаме децата за вештини и знаења кои што се многу битни за успех во секојдневниот живот, како што се критичкото размислување, како што е решавањето на проблеми, како што е справувањето со емоции, поставување цели, излегување од комфортна зона и така натаму и така натаму. Е сега, што е тоа интересно, што би рекол е дека децата го примаат тоа знаење на начин на кој што сакаат, односно преку играње, со помош на лего коцки, или на децата, кој ќе им се покаже лего, децата веднаш сакаат да играат, да склопуваат. Сега ние соработуваме со Lego Education, значи една од водечките организации кои што работат токму на образование и тие децата не само што склопуваат и ги учат приликом склопување, ги учат оние технички елементи, сето тоа, со посебни коучинг техники им се јакне принципот на проблем солвинг. Нели, секојдневно се сретнуваме со проблеми и битно е децата да бидат спремни на некој начин да кога ќе се соочат со проблем да не се откажат, да не им се покачи стресот и така натаму. Сите се тие вештини кои што се неопходни и многу важни, посебно во една динамична околина во која што живееме. Да, буквално и се она што не можат нели во формалното образование да го стекнат како вештина. Во тек се еве и февруарските уписи. Имате уписи за нови деца од 5 до 16 години. Многу е важно нели да се напомене дека за секоја возрастна група се има посебна група, односно дека децата не се мешаат нели со возрастните граници. Така. Значи, да, еве сега во февруар имаме уписи, кои што уписи почнуваат со еден бесплатен пробен час, каде што децата доаѓаат
гледат дали целото ова им е интересно, дали ги влече. Значи, не мора секое дете да биде навлечено на лего и такви работи. Меѓутоа, ние на родителите во детали им ја опишуваме целокупната програма, како се постигнуваат, кои се целите, како од психолошки аспект се постигнува, зошто се прави целото тоа, од невробиолошки аспект, зошто целото тоа се прави и нормално одредени детали. Многу е важно дека ние децата не ги мешаме по возраст, значи за секоја возраст имаме посебна програма. Значи, бидејќи интелектуалните цели за развој за деца од 5 години е многу различно за деца од 6, многу поразлично од деца од 7, многу поразлично од деца од 8, и ние за секоја возраст имаме посебна програма. По завршувањето на таа програма, детето прогресира во наредна програма, каде што и се повеќе и повеќе се движиме кон роботика како еден вид на највисок стадиум на STEM, би го кажал, значи каде што се применуваат сите оние способности за социјални вештини, за решавање на проблеми, за критичко размислување, бидејќи во погорните степени понатаму децата добиваат задача, например роботот треба да изврши одредени задачи, самостојно, самонаведувачки, и децата треба да го осмислат дизајнот, треба да ги осмислат програмите, значи целото тоа програмирањето, претходното знаење што го имале, како да се постигне движење, вртење, сила и така натаму и така натаму. Да, споменавме за голем број од придобивките кои што се добиваат во STEM Академија, односно со вештините со кои што се соочуваат децата им остануваат за цел живот, но вие како академија многу често се одите и на надпревари, имате добиено исто така и меѓународни како и домашни признанија, па што е она што можете да го издвоите како ваш најголем успех на децата кои што биле дел некогаш од STEM Академијата или се уште дел од истата? Значи, да, одиме на многу надпревари во едукативна роботика, кои што се организираат на секаде во свет. Значи, си има одредени квалификацијни барања, надпревари за да се квалификуваат, и ние скоро секоја година, со исклучок на ковид годините, нели, секоја година учествуваме на неколку такви надпревари, и со гордост можам да кажам секогаш децата се враќаат со награди. Она што можам да го издвојам како еден од најголемите успеси се освојувањето, на пример, од 4-то место во Словенија, во Адрија Лигата, на First Lego Адрија Лига, и на светско првенство бевме 2019 во Либан, каде што децата освоја 2-ро место. Значи, еве ги овие пехари се токму освоени награди. Сега ние оваа година се подготвуваме, веќе 4-5 тима подготвуваме за надпревари кои што ќе бидат на Крит, надпревари кои што ќе бидат во Атина и така натаму, каде што подготовките се навистина исцрпувачки, и меѓутоа знаете како на детето кога ќе ме разбудиш она љубопитството, и кога веќе ја гледа целта и знае кон што се цели, тогаш и аквизицијата на знаењето и она истражувањето и барањето на решенија, и така воопшто не има никаков проблем. Жарко, јас ке ви се заблагодарам за двојното време. Се надевам дека и тоа како во иднина уште по големи признанија ќе добиваат сите деца кои што се дел од вашата академија. Да, ви благодарам. Ние продолжуваме со онака напорна работа, и значи нашата цел е дека само со работа и со знаење се постигнува услов. Се друго, шорткат, не функционира. Така, и кога иднината е во науката, технологијата, инженерството, математиката, дефинитивно оваа академија може да биде и тоа како од големо значење за развојот на вашите на вештините на вашите деца, затоа што нината не е токму таму во технологијата, инженерството, науката, ќе споменам уштинаш, а и ви имате можности в сабота на 27 јануари да го донесете вашето дете на пробен бесплатен час токму во STEM Академијата. Можете повеќе да се информирате на нивната веб страница за тоа како може да го пријавите вашето дете. Одлично, Ивана. Благодарам многу за разговорот и поздрав уште еднаш се разбира до вас.